Речиси секој втор угостителски објект бара работници. Дел од нив за време на пандемијата се преквалификува и најдоа друга работа, но најголем дел од готвачите и келнерите заминуваат да работат во странство. Пандемијата и карантините ги намалија и гостите и прометот во угостителските објекти. За состојбата во угостителството тема на анализа со нашиот соговорник велам добро утро за господин Здравко Јосифовски, председател на Независната комора на угостители на Македонија. Добро утро. Добро утро до вас, добро утро до вашите гледачи и мило ми е што денес ќе можеме малку да продискутираме за ситуацијата која што е одамна присутна кај нас, меѓутоа малку мина и малку се зборува. Ако се навратам со меморијата, пред година и половина ни беше првата средба, кога зборувавме за штетите кои што ги прави пандемијата во угостителскиот сектор. Искрено се надевав дека во следното гостување ќе имаме малку поубава тема, но се чини дека и со воениот конфликт во Украина, недостатокот на прехранбени производи и растот на цените, некако голготата ни продолжува. Но со укинувањето на сертификатите, да речеме во отворениот дел на рестораните, граѓаните почнаа да размислуваат за организација на своите семејни прослави, а угостителите велат работници немаме и не знаеме како ќе се организираме. Да, точно е дека пандемијата си ја зема својот данок во однос на угостителската индустрија и туризмот со кој што секојдневно се соочуваме. Значи проблемот кој што сега наидува како нов проблем, а е присутен повеќе години, е недостигот на квалификуван кадар, значи во смисол едуциран кој што располага со знаење и искуство и кога ќе го примите на работа, практички може веднаш да започне да ги извршува своите активности. Угостителската индустрија не е имун во однос на другите индустрии и тој проблем со оглед дека немало стратегија во изминатите години, односно децении, за начин како да се поддржат младите, односно како да се субвенционираат, во моментов доаѓаме до ситуација да се јави огромен недостиг на кадар, поготово што и проблемот да бројот на угостителските објекти во изминатава декада е на некој си начин дуплициран, создаде да тоа да секој еден човек или втор човек млад кој што е да на некој начин почнува со работа во прва работа да му е во угостителски објект. Тоа создава проблем да угостителите, немајки време да ги едуцираат кадрите, значи се со цел да обезбедат на некој си начин соодветен персонал, се запослува секој еден кој што исполнува барем минимални услови за работа, меѓутоа тековната работа па создава гнев кај гостите, затоа што услугата која што очекуваат понекогаш да ја примат, поготово во поквалитетните или висококвалитетните објекти, не кореспондира со услугата која што вработените ја нудат, односно со производите кои што излегуваат. Значи, безвредни се вложувањата во угостителската индустрија, во висококвалитетни хотели, во висококвалитетни угостителски објекти, ресторани и останати центри, доколку во нив не функционираат соодветен професионален кадар. Господине Јосифовски, одливот на кадар е сериозен проблем пред кој што сме исправени и тоа не е од сега. Дел од работниците според анализите се преквалификува и веќе работат други професии, а дел заминаа во странство. Хрватска и Црна Гора, според податоците, се полни со македонски работници. Се чини дека поволните услови за работа се особено атрактивни токму за македонските работници. Значи, вака, погрешно е мислењето дека луѓето од угостителскиот сектор се преквалификувале на други сектори. Јас многу кажал посуптилно дека луѓето од другите сектори, бидејќи угостителството нуди на некој си начин повремени вработувања или дополнителни вработувања кои што им овозможувало да остваруваат приходи, вон приходите кои што ги остварувале, во изминатиот период заради стагнацијата ги примала луѓето да се вратат на своите професии, односно и факт беше дека во многу други професии недостигот можеби беше поголем него во угостителската индустрија и дојде до нагол пораст на дневниците кои што се нудеа од тој аспект, значи да пораснат цените. Со оглед дека угостителството не функционираше, значи угостителите, тие што беа работело во угостителскиот сектор, алтернативно се вратија на своите бизнеси и веќе установија дека таму добија посигурни вработувања и не се заинтересирани да се вратат на угостителскиот сектор. Од друга страна, оние луѓе кои што се во угостителскиот сектор, свесни дека куповната моќ, значи и гостите кои што ги остваруваат сега прометите во угостителските објекти се упола помалу од оние што се пред 2 години пред пандемијата, она што не се зима во предвид, ако ги гледате полни кафаните, например, на прв момент мислите дека угостителите прават многу пари. За жал, вистината е сосема друга. Куповната моќ ги приморува луѓето, значи најминимално да проведат, да набават артикли што им треба во угостителскиот објект, колку да го помина денот и прометот во угостителскиот објект паѓа. Автоматски оние кои што работеле како келнери што ги викаме, од кои што во поголемиот дел приходите ги остварувале преку така наречен бакшиш или типс, значи во моментов скоро и да не постои. Е преполовен и тој и нивниот
интерес за самата работа, значи по автоматизам паѓа. Погрешно е мислењето дека во Македонија се слабо или не се платени угостителските работници, затоа што веќе дневниците кои што во угостителството како единствена индустрија се мерат на дневна основа во однос на другите кои што се као месечна плата, почнуваат значи за сериозни работници од 1000 до 1200 денари за келнер, 1500 денари за шанкер и дури до 2000 и нагоре одат за високо квалификувани шефови или готвачи во кујна. За да направиме споредба зошто е поатрактивно странство е во регионот, 1000 до 1500 евра за искусни готвачи, некој од нив може да заработат и до 3000 евра месечна плата и тоа не на работа на диво, туку со легално подпишани договори. Во една ваша изјава неодамна велите кај нас рестораните се потценети и тоа е една од причините зашто се зима пониска плата. Еден од начините на реформа велите се повисоките цени на ресторанските услуги, тоа да не биде сведено на народна кујна, па така и персоналот ќе биде подобро платен. Но можат ли граѓаните да си дозволат поскапи ресторани, имајќи ја предвид економската криза која живее? Гледайте, рестораните и угостителските објекти си постои универзална формула која што функционира не сега во овој милениум, него функционира уназад веќе со стотици години. Значи се знае колку и на кој начин се пресметува една угостителска услуга за да биде достапна на начинот. Ние дојдовме во ситуација да живееме во едно општество кое што кога ќе се вратиме на нашата младост, значи ние не сме можеле да се приуштиме да секој ден се возиме со такси и секој ден со нашите пријатели да седиме во угостителски објект. Замислете сега, апсурдно е, имаме угостителски објекти кои што нудат такви цени, кои што мислам во стартот се финансиски неисплативи. Значи никаква логика и математика нема и самото тоа го нарушува бизнисот бидејќи споредбата кога одите во еден угостителски објект не ја правите за цената што плаќате, што добивате, него сите гледате дали тоа што го плаќате е скапо или ефтино, не навлегувајќи што на вистина во позадината на сето тоа како количина, како квалитет или како функционира се добива. Доаѓаме до ситуација на тој начин да денешната младина практички очекува дека не знам, кафето треба да е супер ефтино, 50 или 60 денари, кое кафе по правило не би требало да биде под 100 денари во било кој угостителски објект. Значи, тоа е основната нешто која мерка која што се почнува со работа со било кој угостителски објект версус во однос на рестораните кои што почнуваат со храна. Проблемот со кој што се соочуваме, значи недостигот на тоа, автоматски се цени секој денар сега од двете страни, значи се чека, значи типсот не останува, ниската цена не овозможува да се направи доволно промет и практички не се остварува доволно приходи и цело тоа се крати самиот угостителски објект на платите на све. Кога рестораните би настапиле со правилната формула, каде што пијалоците треба да бидат помножени најмалце пута 3, храната треба да биде помножена најмалце пута 2,5. Ние не може да имаме да се декларираат ресторани, а да нудат скара на кило. Не можеме да ние зборуваме за квалитетни кафичи, кога 90% од луѓето искачаат од фирмите, застануваат на улица и ние имаме, не знам, можда стотина, можда 1000 кафемати, кои што за 20 или 30 динари не знаете ни што нуди, како нуди, битно дека е црно, битно е дека пишува кафе и луѓето се да го поминат времето работат. Тие не подлежат на никаква законска регулатива, значи немаат МТУ да обезбедат тоалети, да инвестираат, да направат, и од друга страна вие тие луѓе кои што би требале да пијат некое кафе во нормални услови кои што треба да седнеме, значи не доаѓаат во угостителските објекти. На тој начин пореметени се сите системи со оглед дека и бројката на угостителски објекти, значи знаете, порано имаше, се знаеше во одреден кварт, во одреден регион, во одреден град, према бројот на жители, што све од угостителски објекти и останати индустрии може да има. Вие не може да имате 500 угостителски објекти кои што не можат да го издржат притисок. Немаме толку гости кои што може да ги под. Кога би се редуцирали угостителските објекти, кога би се посветиле, тогаш како што кажавте, луѓето не се работи куповната мок, него одите во ресторан тогаш кога имате потреба. Дали за бизнис средба, дали за организација на некоја прослава настан, дали на пример да прославите некој повод и така натаму. Во ресторан не се оди секој ден за да се јаде, за да се пие, и тоа што го кажавте, тоа практички го доведе дека рестораните всушност станаа национални мензи или кујни, затоа што поедноставно вие да си нарачате од ресторан или од било што, него ли да правите дома или да подготвувате. И таа цена, таа баланс практички го наруши односот на квалитетот на услугата и она што треба да биде вистината, што е всушност ресторан, шеф услуга и кафетерија или кафе место. И сега во недостиг на кадри, многу од угостителите, меѓу кои вие ги менувате начините на работа на рестораните, вие сте еден од ретките примери на кои што на вашите готвачи им понудивте еден вид на партнерство во работата. Што тоа значи? Да, значи нашиот локал во склоп кој што е комората, односно
локалот кај што е дозволува да биде комората, не функционираше изминативе 8 месеци, односно изминативе 2 години бевме 18 месеци затворени, многу малку работевме. Фактот дека повторно се соочивме после 8 месеци отварање да најдеме соодветен квалитетен ресторан, значи беше идејата дали во соработка со куварите може да изнајдеме нов модел на функционирање во кој што они нема да имаат потреба после месец или два да ја напушта државата и да одат да работат за парите кои што викаме дека би работеле Хрватска, него би можеле да ги остваруваат тука. Што беше идејата? Значи им беше понудена некој фикс како основица со која што почнува да работат и доколку ресторанот се развива и кујната иде напред, значи они би требало да имаат 10 до 15% од прометот од кујната што го прават како делот во кујната кој што треба да го располедат. По параметрите кои што ги правевме со нашите вработени, ќе дојдеме до ситуација доколку се стигнеме нормативите кои што функционира нашето општество, они не би требало да биде проблем од главниот готвач да заработува 1500 и 2000 евра, односно останатите помошници да заработуваат она што ги нарековте плати на Јадранот помеѓу 800 и 1200 евра, што се вика за помошници, салатери и така натаму. Во контекст на претходното за шефовите кога дискутиравме, мора да напоменам, државата не ја напуштаат висококвалитетните шефови што се фамилиарни да одат. Него ние имаме сега еден друг проблем. Една кујна не функционира само со главниот готвач или главниот шеф. Во една кујна главниот готвач има уште неколку помошници. Тие генерално помошници се помлад кадар. Тој помлад кадар веќе се засетил од ова овдека, он не желе нешто ново да запознае, сака да прошета, сака да се го соврши своето знаење, пошто знаете секој од нашите ресторани ние сме сега во борба на интернационална кујна. Ама ние сепак имаме наша национална македонска кујна. Желбата да научат повеќе за таа кујна, значи они одат на места каде што можат да експериментираат, да учат и да се вратат после повторно сознаење. Од една страна ние сме во бенефит, бидејќи тие луѓе, ако ја сакат својата држава, факт е дека дали после 6 месеци или 2 години или без разлика кој колку пати отишол, ќе се стационира и ќе остане тука и ќе допринесе во квалитетот на храната што ја правиме. Имаме ли такви случаи, извинете што ве прекинувам? Во кој контекст? Имаме. Сите, гледате, тоа вели искуството, се враќаат ли после тоа интернационално искуство? Знаете, се враќаат, меѓутоа сега доаѓаме створен еден непотребен сукоп. Значи, да кажеме, еден од другите проблеми кои што се соочуваат угостителите и вработените е дека голем дел ние во изминатиот период, значи секој втор жител во Македонија веројатно има блокирана сметка. И замислете го сега абсурдот. Ви доаѓа, некој користи една помош, некој користи други бенефити, некој не може да земе плата, он ми вика, да, јас ќе работам, меѓутоа јас не сакам да бидам пријавен. Значи, на државата и укажавме на состаноците во владата за проблемите со кои што се соочуваат. Да луѓето, например, можеме краткорочно. Имаме уште еден проблем што опишуваше еден наш колега. Например, имаме млади пензионери готвачи што се главни, што се отидени во пензија, кои што се уште работно способни. И ја во една прилика кажав, знаете, секогаш кога ќе отидеме кај баба и кај дедо или во село, некако таа храна што ја прават, без разлика дали ми родиите, имат подруг вкус. И тие готвачи во кујна кога прават во ресторанска, кога излега храната, има подруг вкус. Меѓутоа си имаме еден абсурд. Он не сака да дојде да работи, затоа што ако го вратите на работа, он не може прво да работи секој ден со исто темпо и со иста енергија. Ама тоа не значи дека за време на настан, за време попладневни часови, преку викенд или одредени работи, не може да биде ангажиран за дополнително да заработи, бидејќи неговата пензија никогаш, како што знаеме, не стига. Нашата законодавна регулатива не дозволува ние тоа да го направиме без да предизвикаме проблем или да направиме некој прекршок. Го кажавме тоа. Младите студенти сега кога доаѓаат завршуваат со факултетот, некои се враќаат во своите места, некои остануваат во градот. Тие имаат трошоци за живот, сакаат да работат. Меѓутоа истиот проблем го имаме. Он вика, јас не смеам да бидам, затоа што сум редовен студент, да бидам пријавен. Не сакам сега да ми биде ова прво пријавување на работно место. Јас сакам да работам, да научам комуникација, значи да некако остварам собствен приход за дополнителен одмор. Јас дури на младите кога доаѓаат за работа, кога прашуваат, викам, треба да ја сватите работата пред се како предизвик и забава, да научите, зашто многумина од вас одите на одмор во странство, кој ќе отидете негдека на 2 недели, може да ќе останете и 2 месеци. Зошто? Зашто угостителството ви нуди секаде во светот малку искуство ако имате да научите. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2020 во однос на 2019 е преполовен прометот во угостителството и економските загуби се нижат. Споменавте вашиот локал беше еден од бројните кој што стави клуч на врата изминативе 8 месеци. Колкав е бројот на оние кои што престанаа со работа за време на пандемијата? Знаете, ова е најубавото прашање што изминатите 2 години на некој си начин покушаваме да дискутираме дали некој во државава
одговорна институција води на бројка на угостителски објекти. По некоја случајност, јас ќе ви кажам сега еден абсурд, не го знам точно за последниот период како фиксна бројка, може да дискутираме како проценти, затоа што се повеќе откриваме дека локали можеби на изглед викаме тие работат и понатаму, меѓутоа во изминатиот период ја смениле сопственоста. Значи тој што претходно работел, не го издржал притисокот на короната, морал да се откаже. Некој кој што во моментот работејќи друг бизнис, имал можеби малце повеќе пари заштедено, вложил, локалот функционира, значи во однос на тоа. Од 90-та година до практички денеска, на некој си начин да спомнеме, по еден извештај што може да се добие од Централен регистар, во Македонија се регистрирани повеќе од 20.000 угостителски објекти. Од 2000-та земјатите. Оно што е абсурдно, во моментов имаме 6.200 активни, у кои што 14.500 се затворени. Значи, ако земеме дека во изминативе 30 години, без разлика на ситуациите што се случувале, дали се работи за исти објекти кои што во периодот ги смениле, значи факт е дека во континуитет таа индустрија оди нагоре, оди надоле, бидејќи е многу зависна од гостите и од турбуленција од начинот на работа. Во изминатиот период, веројатно повеќе од 10% од постојните објекти не успеа да издржат коронава и жално е што многу од колегите кои што беа и ориентирани повторно и зависни од така наречените настани, свадби, приватни прослави или корпоративни настани, трпат енормни штети и прашањето е кога тој, што ние напоменавме во една прилика, балон, значи и до кога ќе може да се издржи. Зашто ако угостителската индустрија не се врати во нормала, хотелите не почнат да работат со 70% капацитети и одржуваат конгреси, рестораните не бидат полни со 50% во континуитет, обврските кои што се натоложија, пазете, државата си ги побара сите пари што ги даде на угостителската индустрија да се вратат назад. Кредитите по COVID-1, COVID-2, COVID-3 во кои што некои од угостителите зема, значи за да покријат тогашни трошоци, сега почнаа да доспеваат да се враќаат. Банките сами по себе викаат ние сме сите наплатени, меѓутоа никој не кажува дека угостителите што се задлжуваа на сите места беше цел да го одржат образот за да може да одржат ликвидноста. Ние сме дојдени во ситуација, сега имате промет кој што е најмалце 2 пати, да не кажам и 3 пати помал од обврските кои што ги има и што попрво ќе платите. Престојната летна сезона и олеснувањето на мерките се чини се капка надеж за враќање во колосек, но можно ли е секторот да застане во вакви услови на здрави нозе и колку време е потребно да се врати на оние патики, да речеме, на времето пред пандемијата? Значи, уште во стартот, како што кажавте, еве првото гостување што беше овде кај вас, ја дискутиравме таа тема, кога луѓето летото веќе мислеа дека се завршува пандемијата, а беше најавена. Ние уште тогаш кажавме дека да не се залажуваме, ова нема да заврши летото и дури имавме и негативни критики, демек претерано најавуваме. Она што навистина се случи тогаш беше дека најде втор бран, трет бран и сите знаеме дека нешто што за 3 или 6 месеци на првично ќе заврши, поминаа 2 години. Како и секоја рана и секоја болест, така и оваа која третираме како рана која што е опфатена угостителската индустрија, периодот кој што трае раната на болеста, трае уште периодот на рехабилитација, односно поправување. Веројатно угостителството би се вратило во некоја нормала во кој што лузните би ја изгубиле тоа значење после 2025 година и не гледам дека до тогаш на некој си начин навиките кои што постоеа пред пандемијата дека преку ног ќе се вратат и луѓето од денеш ќе отат во ресторани, поготово што ќе трпиме драстични промени околу сите тие работи. Ова ќе биде секако тема на која што многу ќе се говори во периодот кој што следува. Ве имаме како пријател на утринската програма, па ќе разговараме и за тоа во периодот кој што доаѓа. Мило ми е што имавме можност еве да продискутираме. Се надевам дека дадовме објаснувања за двете страни, и за угостителите, и за гостите, и за вработените, за сите проблеми со кои што се соочуваме и негациите што ги имаме, и дека на некој си начин гостите практички ќе почнат да сватат дека не ја плаќаат само услугата во ресторанот кога доаѓаат, него еве као предлог што дојде во Србија, дека можеби и кај нас што го иницииравме ќе дојде, на гостите треба да бидат свесни ако услугата се задоволни да го наградат лицето, затоа што само на тој начин ќе може да го задржат својот омилен келнер или локал во функција. Ви благодарам. Господин Јоцифовски, благодарам за гостувањето.